Добро утро. Да си кажеме утрово за животната средина. Станува ли Балканот европска депонија? Дали на југоистокот на земјата, во Струмичко Новосело, ќе се биде пуштена и ќе се изгради леарницата за алуминиум? На оваа тема утрово зборувам со Стојан Велков од Здрава Котлина, Струмица, и Костадин Ристоманов, Еко Долина, Новосело. Господа, добро утро, добро дојдовте во Скопје и во студиото на Телма. Добро ве најдовме, добро утро. Минатата седмица имавте средба со надлежната министерка Сања Божиновска. И излеговте од таму привидно задоволни, бидејќи ви кажа дека ќе бидете вклучени на некој начин во изработката на студијата за рударство за наредниот период. Еве, кажете вие, да не ви сугерирам, што точно договоривте со Божиновска? Па ние загрижени за тоа што како учесници во таа јавната расправа при Ману, во која што бевме уредно поканети, учествувавме во изготвување на стратегијата за искористување на минералните суровини 2025-2045 година и со оглед на транзицијата што се промени власта и изгубивме контактите, едноставно не ја добивме финалната верзија на таа стратегија и ја побаравме од соодветното министерство. Исто така побаравме и информации до каде или каков е ставот сега и за тоа што не најмногу мачи рудниците во югоистокот, Казандол и Иловица Штука, како и сите други рудници против кои се бориме на некој начин веќе во изминатите 7 години. И каков е ставот на Божиновска? И за наше задоволство, за тоа излеговме со став дека сме задоволни од приемот и пристапот на самата министерка и низиниот тим, кои што ни ветија дека ќе не повикаат на јавна расправа пред да се заклучи тој документ. Ние испорачавме некои наши барања, кои што нормално во наредниот период ќе бидат разработени, дополнети со некои други забелешки што ни ги дадоа нашите колеги кои што не беа во моментот присутни и едноставно... Ваше барање, освен да бидете вклучени во изработката на таа студија, беше и нешто од конкретните жешки еколошки теми кои вие така ги нарекувате? Организиравте празнични протести на 11 октомври, импровизиравте погреб за животната средина. Тоа е друга тема. Дали тоа прашање го отворивте со министерката? Не, бидејќи министерката тоа е за енергетика и рударство, а тоа е веќе во тангира Министерството за животна средина и транспорт и врски. Тоа се да не ги мешаме овие две работи, затоа што Министерството за енергетика и рударство има своја област во која што се Добро, за леарниците, значи е ненадлежна Божиновска, затоа не зборувавте со неа за тоа. Дали го отворивте прашањето за рудникот Иловица Штука и што се случува со тоа? Каков е ставот на новата влада сега во врска со тоа, бидејќи познато последно што е дека сме пред арбитража, односно може Македонија да биде дадена на меѓународен суд. Казандол е веќе на арбитража и ќе се оди на такво судење, или не знам во која форма и како. Знам дека познате кои дури ми добивме некои информации кои ќе не застапува од наша страна. Ние се понудивме, имавме ние средби со премиерот. Ај прво да завршиме со Божиновска. Како поминавте кај Божиновска по односно ова прашање? Значи, исто така, она изрази спремност да не вклучи во сите тие процеси. Ние и понудивме нашите искуства, нашето знаење, бидејќи станавме некои неформални експерти за таа област и веруваме дека никој во земјата нема толку информации колку што ние располагаме и мислам дека тие информации ќе бидат драгоцени за нашата влада и нашата страна да се одбраниме арбитражи. Би било штета да не ни искористат како информативен центар. Велко, вие бевте на средата со министерката? Не, Георги беше Данушев заедно со Костадин. Добро, ви го кажа министерката незиниот личен став? Освен што ќе ве вклучи во сите процеси? Не, но имаме ние претходно има интервју подпредседател на владата Александар Николовски, кој што е министер за транспорт и врски, каде што Милка од Ал Джазира, јас се знаеме лично и се извинувам што вака и се обраќам, не извести дека министерот одбил предлогот на адвокатите од Казандол за некој оштет од 30 милиони враќање на концесијата и рекол дека ќе се оде на арбитража, како и за случајот Иловица. Добро, спомнавте, снимале средба и со премиерот на темата? Да, исто така... Каков е неговиот став? Тој рече дека треба да бидеме многу внимателни,
дека се закануваат со огромни суми, спомнуваат, ако лани беа милиарда барат оштета, сега барат 2 милиарди. Нели они може да барат и 8, нели не е проблем, но сепак токму тоа беше и целта на нашата средба да се понудиме ние како извор на информации, бидејќи владите се менуваат, министерствата се менуваат, вработените се менуваат, но ние сме константата во тој процес и мислам дека не постои некој кој познава повеќе тие информации кои што ќе бидат драгоцени и ние ги понудивме, се разбира, прифатено е дека ќе не консултираат во која мерка и колку ќе видиме во наредниот период. Велков, ако некој ве праша што е најгорлив еколошки проблем моментално на југоистокот на земјата, па и генерално, и зошто и насловот кога го договаравме овој разговор, се согласивме дека треба да биде станува ли Балканот европска депонија. Зошто Балканот го гледаме, го чувствуваме како европска депонија? Дали поради српски јадар или поради она што се случува? Не, ние мислиме, па и цела јавност веќе тоа го знае, дека тоа е стратегија на поразвиените, така да кажем, земји, односно земјите кои што експлоатират векови назад. И главната цел од, да кажеме, од расторањето на Југославија па се до ден денес има еден бран кој што води кон експлоатација не само на минерални суровини, туку експлоатација на луѓе и иселување на луѓе. Така да ние мислиме и сме убедени дека тој бран што доаѓа западноевропски да има да се акумулира што поголемо минерално богатство во тие земји, дека сме во тој бран. Не значи дека само од Србија, може Србија сега најактуелно и најмногу се бунтуваат таму и излегува народ и така натаму. Но тоа е почнато според нас пред многу години, односно гледајќи ги студиите, односно геолошките истражувања од кога се почнати за самиот проект Иловица штука, тоа е пред 20 години почната цела работа. Така да мислам дека тој Балкан е таргет на големите сили за да можат да си обезбедат колку што е можно за поевтина работна рака, за експлоатацијата овде на минерални суровини оставаат само 2% нели за државата и за општините, а другото практично им доаѓа без пари. Некој го нарече законот за експлоатација како имаме еднаков како во Конго. Не еднаков. Во Конго имат подобри услови. Полош од Конго. Полошо, но имат повеќе од 30% на доместот. Во крајен случај тоа не е ни битно затоа што ние велиме и 100% да е ние да се искористуваме како држава овие ресурси, пак ќе биде штетно затоа што самиот искуп на тие руди е штетен, самата постапка, процесот. Најстрашно е тоа што ние не можеме да видиме според примерите кои ги имаме. Например, на 30 км од Струмица имаме Бучим кој е огромен веќе, како и да го видиш е огромен и огромен загадувач и така натаму. Тие топилницата во Велес, например, се правам споредба со тоа, со леарницата и топилницата што сакат кај нас да ја отворат. Зошто не протестирате против Бучим, например? Против работата на Бучим? Видите, ние сме имале многу постапки како здружение, официјално сме биле присутни на повеќе средби и кога се отвараше Боров дол на јавната расправа бевме таму. Но генерално што ви треба за да имате силен и автентичен отпор, ви требаат луѓе кои што се автохтони, кои што се таму блиску. Во Бучим е проблем затоа што луѓето од Радовиш се 80% вработени таму и кој ќе се буни против фирмата во која работи. И плюс имаат многу добри стратегии тие рударските компании кај што донираат и се представуваат себе си како општествено одговорни фирми и така натаму. Господин Ристоманов, докаде допира загадувањето на Бучим? Допира ли и до Струмица или не? Постои еден професор Трајче Стафилов кој што децидно во неговите студии има објаснато. Не можам да ги цитирам сите податоци, но податоци се фрапантни, поразувачки и толку негативни за однос на околината. И не верувам дека стручната фела кои што се занимаваат со таа работа не ги знаат тие податоци и за жал се кријат од јавноста. Иначе мислам дека никој нормален нема да дозволи такво нешто, тоа што го пишува, колку тој има студија во кој што прави анализа на последиците од рударењето не само во Бучим и во другите рудници. И 16 црни точки што се. Тоа се фрапантни податоци, тоа се толку страшни податоци што ние и денеска вие во Скопје живеете тука мирно, а процентот на загаденост на воздухот е толку страшен кој што нема нормален човек, што поготово малите деца
старите лица кои што и како не се толку отпорни на респираторни болести, но исто така не е видливо тоа не е сообраќајка па веднаш да видиш ефектот, тоа е малку на долг рок се одразува многу лошо. Еве Велков спомна 16. Кои се најстрашните еколошки точки во земја? Ги имате ли лоцирано, мапирано? Да, па тој во студијата професорот Рајче Стафилов ги има и од првите 5 се рудници. Значи, имате Охис, имате Бучим, имате, мислам дека е Саса рудникот и уште еден. Значи, тоа се тие загадувачи од тешка Г1 загадувачка индустрија, топилницата мислам дека е и старите рудници, како и старите депонии, како што е овде Линданот во Охис, како што е практично производството од таа Г1 тешка индустрија што се прави, тоа се и многу се тешки, проблематично е да се исчисти после. Затоа што вика тоа е звер кој што можеби подобро е да стои таму каде што е, малку по малку со ветрови, со дождови, нели тоа ќе се шири сепак и подземни води и така натаму, но треба исклучително сериозна процедура која што ќе придонесе да не го разлета ветерот таа згура или црн рид како што е во Велес топилницата, за да не се дисперзира и понатаму сите тие. И сега кога ја спомнавте класификацијата на индустријата, токму околу тоа се спори и во врска со новата инвестиција што се реализира во Ново село, да. И поради која токму беше и протестот на празникот, мислам на 11 октомври. Да, беше последниот протест во таа. Да, леарница, односно топилница на алуминиум. И сега градоначалникот вели станува збор за Г2, за појаснување на гледачите тоа станува збор за лесна индустрија, да. Бидејќи според него само ќе се дроби и ќе се ситни алуминиумот, а според вашето тврдење и видување станува збор за тешка загадувачка Г1 индустрија во кој ќе се топи и преработува. Да, затоа што има печки. Затоа што има самиот процес, тој веќе прави на неколку места дробење и мечење на отпадни материи. Но тоа што сега сакат да го направат е леарница, која што ќе дава, мислам дека дури ќе дава и готови производи. Значи тоа прво да се стопи, да се лее, па потоа и готови производи. Целиот проблем таму е што ние сме, познавајќи ги сите леарници кои што работат во Македонија, се под Г1 тешка загадувачка индустрија. Представено е во тогашно време на Министерството дека тоа е Г2. Министерството не проверило, сега тие игри нека си остат гледачите простор да разберат како одат, неодговорно подпишало дека може да биде затоа што Г2 е понудено од општината. Без да се навлезе во процесот, без да се види класификацијата и така натаму. За Министерството за животна средина. Да, за животна средина. Пред година дена или пред колку е година и пол дена донесена таа одлука, подпишено. Значи формално правно градоначалникот Божинов е во право кога вели станува збор за Г2, во проектот е како Г2. Не, така се значи, третира. Тоа е проблемот што нам не ни дават да ги видиме ниту проект, ниту дозвола за градба, ниту елаборат за заштита на животна средина. Во тие документи си пишува колку количество и технички работи има, и колку ќе загадува, и кој е капацитетот на целата на целата леарница и така натаму. Тоа по класификација е Г1, чим има топење и леење, тоа ти е Г1 по Г1.3. Зашто тогаш градоначалникот го поддржа вашиот протест и тој се појави таму? Не е дека го поддржал нашиот протест, ако го поддржал ќе беше дека ако има загадување, дека објектот ниту во моментот не загадува, ниту дека ако ќе биде пуштен во употреба, ако почне да загадува, тој прв ќе со локалните жители ќе ја разгради фабриката. Суштината на тој проблем конкретно е во тоа што јас сум член на советот во општината Ново село и како граѓанин, како советник имам поднесено до сега 4 барања преку архива да ги дадат на увид документите од јавен интерес, а тоа е градежната дозвола и проектот, да го има увид јавноста, да видиме зашто се работи. Бидејќи инвеститорот не истакнал градежна табла кај што ќе пишува генералиите, бројевите, број на градежна дозвола, бадија се повикам и така натаму. И сега ние недостапна ни е студијата, тоест елаборатот за оценка на влијанието. Какво е објаснувањето, зашто не ви го дава на увид? Па ние поднесовме барање до животна средина и го изгубиле писмото. А градоначалникот не дава веќе една година скоро, 7-8 месеци. Со кој образложение? Нема образложение.
Просто тоа што го рековте дека Сега, он дали лично не- гарантира ако се загади тој Како ќе ние, рушил со горega. како ние Тоа да просто- веруваме на зборовите на граничалот дека тој е гарантиран. Најдобро да биде тоа предмет на јавност. Тоа е од јавен интерес објект, тоа се информација од јавен карактер и он не сме и нема право да ги сокрива тие. тоа нема Ниту пак работа. Министерството за животна средина има право тоа да го прави. Значи, за да не ни одговорат на нас, го изгубиле писмото. Еве ново писмо им понесовме и сега ќе чекаме, можеби не знам колку време. Тоа буди сомнеш кај нас. Иначе, ако е транспарентен процесот, ако е се во ред, повелете, излезете пред луѓето, истакнете градежна табла. Ние ден денеска не знаеме, ако не кажеше градоначалник дека татко му е изведувач, главен изведувач, не ни знаехме дека фирмата на татко му е изведувач. Така да, секој пат народот, може би и без причина, нели, но сепак кога се нешто крие, веднаш буди сомнеш дека нешто не е во ред. А надлежните институции се должни да излезат на терен и јавно да ги објават резултатите. За жал и таквите резултати ги немаме од инспекцијскиот надзор што беше во тек во општина Ново село и сега како ние се обративме и до премиерот, се обративме и до заменик премиерот и се обративме до животна средина. Ги исцрпивме сите, може да се обративме до граничалникот, официјално да ни дадат. Ете, ако пред година и половина тогашното Министерство за животна средина не проверило како што велите вие и така кажаа они. Добро, што вели новиот министер за животна средина? Ете, дојдовте до него? Дописот бил изгубен. Не можеме да дојдеме до документите кои се клучни и валидни. Ако сакаме да имаме транспарентно општество, кога имавте средба со премиерот и со информација од јавен карактер, не сме вице-премиерот, не ја искористивте таа средба да го информирате и за случајот Леарница? Ни ветија дека поготово премиер вети дека ќе го испита и дека тој нема да дозволи никакво отстапување од законската рамка. Сега се надевам, можеби тој процес ќе трае малку подолго, јас не знам како е, ама немаме ние увид во тоа. И чекаме се уште и сме оптимисти дека тоа не може да се сокрие. Ако јас не верувам дека владата или соодветното министерство дека ќе прикрие такво нешто кое што после ќе се појави. Не може вие, ако има оджаци, нели, ако има печки, не може да ги сокриете вие. Едноставно тоа не се сокрива. Може би сега во процесот, но после може. Така да, јас лично сум оптимист и мислам дека сепак институциите ќе проработат и сепак ќе дојдеме до... Според актуелните закони, тешка индустрија од таков карактер не смее да има близко до населени места, до води и до заштитени подрачја. Да. Точно. Што ќе се случи ако сепак леарницата таму биде изградена? Што е најзагрозено? Зашто? На 80 метра точно. Добро. Се наоѓа единствената бушотина од кој што Ново село се снабдува со вода За пиење. Ние имаме уште резервен бунар, тоест бушотина на 800 метра. Сепак и тоа е близко. Но уште по застрашувачко што близината на реката е 50 метра од постоечкиот локалитет. Така да Според законската регулатива актуелна колку треба да биде таа минимум дистанца од не се познати, но сите за Г1 се треба да бидат подалеку од 5 км од населено место. А таму на село Самуилово е на некои си 500 метра. Значи едноставно локацијски не е одредено тоа така темпирано. И од неформален разговор дознавме дека новото министерство, тој составот на новото министерство, колку е нови се само главните актери, министерот, заменик министерот и сите другите се уште постари вработени, тие не се менуваат, нели? На дополнителното прашање за нивниот став како нова, нели, постава, одговориле дека постоењето на бушотини и близина на река на нив како податок им е непознат. Значи отвара сомнеш дека првата студија, таа што била или првиот елаборат, не биле спомнати веројатно близината. Нецелосно представен објектот дека ќе биде Г1, затоа може да имаат Г2. Не е реално представена сликата, па можеби затоа соодветно министерство било доведено во заблуда. Сега, ние не можеме да бидеме инспектори, затоа постојат институции, нека дојдат, нека си го отворат тој случај и нека ги истражат и да излезат пред народот. Добро, кога дебатирате и на седница на совет, но и вака во лични контакти и со локалното население тамо, но и со градоначалникот.
Градоначалникот, неговата семејство не живее таму, не е загрозен лично не како институција, туку како човек од, ако леарницата проработи и загадува таму, колку ќе ве загадува вас, ќе го загадува и него. Така. И неговото семејство. Што вели на таквите аргументи, кога, ако воопшто дебатирате така? Тој спомнува дека тој лично гарантира дека нема да загадува. Не знам со кои гаранции, со кој авторитет, тој со кој предзнаење од таа област го тоа гарантира. Но на прашањето, дај да ги видиме документите, останува глув и не одговара. Така да не држат тоа место. Тој што се појави на нашиот последен протест, ние мораме да протестираме со цел да освртиме внимание на јавноста, со цел да се забрза тој процес на решавање, тоест на обелоденување на документите. Може би не сме управо ние, но дај да ги видиме. Веројатно го видовме објектот и по габарит, не може да биде, вие го споредувате во некој наврати со Велешката топилница. Овој објект не може да биде Велешка топилница? Не, до него Тоа има се 3 објекти ќе се градат, но битно е што суштината, што јас го споредувам само колку да дадам пример, дека што прави една топилница која работела многу години и кој ова исто ќе работи многу години, што се случува отпосле со тие отпадоци кои што од индустријското работење. И иначе да, има заштита, закон за заштита на води, има и закон за заштита на извориште на вода. На прашањето што дали тој го тангира дека живее таму. Знаете, ние доста често и во борбата против рудникот се соочуваме со луѓе кои знаат што е бучин, кои знаат што е рудник со отворен коп, па се убедени дека тоа ќе биде нешто добро. Тоа е личното убедување на секој човек, не можете да влијаете врз него, затоа што има различни мотиви зошто да се убедите во спротивното од здраворазумното. Така да, ако ги видиме студиите, значи единствено нешто што бараме е да ги видиме студија за оцена за влијание на животна средина и градежната дозвола. Значи, по информации за јавен карактер не следуваат, он досега требаше и да биде казнет за тоа, зошто не ги вади студиите или надлежните други институции. Се ние сме во небрано, зборуваме, нели знаеме дека по параметри споредени од други леарници дека загадуваат, ама сакаме да видиме дали навистина сме во право и дали тој нас сомнеш навистина ќе има таа леарница таков импакт врз природата како што се сомневаме. Ако е нели самото тоа што ги кријат, што не ги даваат, барем на увид, е сомнителна работата. Меѓу другите барања до министерката Божиновска е да се измени законот за референдум кога станува збор за вакви работи. Министерството моментално интензивно работи на подготовка на 2 нови закони за енергетика и за обновливи извори. Да. Ви ветила министерката дека ќе ве вклучи како невладини еколошки организации, како активисти. Стана ли збор за ова и дали сте задоволни од поддршката на локалното население или одзивате слаб? Кога би имало референдуми за ова прашање, веројатно би пропаднал исто како оно и за Иловица Штука. Не. Сега е сосема друга ситуацијата. Јас лично го реков тоа и тоа е дел од моето лично барање. Која беше абсурдноста кога ние 2017 организиравме референдум против рудници? Зошто пропадна тогаш? Вие замислите кој е условот? 50% плюс 1 од вкупно запишаните на избирачкиот список. Јас ќе конкретно ќе кажам за Ново село. Тогаш на избирачкиот список во Ново село беа неколку 16.000 гласачи запишани. Денеска имаме околу 8,5-9. Тогаш условот требаше да излезат 6.000 граѓани. Значи 50% плюс 1. Значи ние достигнавме негде 40%. И сега нашата територија, нашата општина е една од најбрзо иселувачките општини кои што се најмногу иселени. Во тој момент ажурирани списоци. Немаме кој е иселен, кој не е. Тука сега според новиот попис ние не сме повеќе од 9.000, 8.000 и нешто луѓе. Нели, не може и сега треба да излезат на гласање 50 плюс 1. Па ние за председателски избор не можеме тој број да го станува збор за тоа што дишеме веројатно и поважно од председателски избори. Да, но ние сме кои сме организаторите? Невладени организации кои што немаме средства, немаме искуството, немаме. Па имаше притисоци од партии, од лево, десно, да не се излева, знаете. Не е реално да очекуваме ние дека тогаш требаше да успеат сите референдуми. Имајќи обзир. Знаете во што се успешни референдумите? Во показателот дека еве во Сило 33%, во Ново село 38-39%. Успешноста е во тоа што тие луѓе што живеат овде, па не е таа мала бројка. Ако има 12.000 гласачи во Босилово и 4-5.000 гласачи рекле не, нема ли поголем успех од тоа?
И се тоа што законите ни се така за да може да се достигнуваат високи квоти на излезеност, тоа треба да се размисли. Но генерално го спомнавте и Радовиш. Дали луѓето понекогаш генерално и во Македонија се конформисти кога станува збор, секој си го гледа личниот интерес и не сака да се прави проблем по цена на да се труеме по што дишеме, што јадеме и што пиеме. Го спомна се, велите, вие би протестирали и против Бучим, генерално отсуствува поддршката од локалното население таму, бидејќи најголемиот број радовишани се вработени во Бучим. Дали не е слично нешто и на секаде во Македонија? Е. Тоа што воздухот... Зошто не можеме како србите во Јадар, например, таму пола Србија е на нозе веќе со месеци, да не речем цела година поради намерите на Рио Тинто да копа литиум таму? Затоа што каква е разликата? Има повеќе фактори. Прво они се многу подалеку одени во процесот, подолг временски период трае тоа и таму луѓето земете го Бор. Во еколошката свест понапред или во последиците? Они веќе трпат последиците. Бор е еколошка катастрофа веќе. Кинезите, не знам дали знаат нашите гледачи, дека кинезите за тие не знам колку години на експлоатација на Бор извадиле повеќе руда отколку од бивша Југославија, од постојањето од 45-та година до предавањето на... Значи, за толку кратко време, со модерната технологија, успеа да извадат толку многу злато, многу повеќе од колку што... И таквата енормна експлоатација предизвикува, например, да кога они бушат таму и кога работат, например, во сред град извадат вентилација, например, они копат насекаде. И луѓето ги чувствуваат последиците. Ние се уште, немаме, фала Богу, немаме нити Казанов, нити Иловица, не е отворен, па луѓето не можат да го видат тоа. Ние викаме вака да не дојдеме до ситуација да ги видиме последиците па да реагираме. Тогаш е многу касно. Во Србија тоа е. Велко, вие како ги објаснувате разликите во отпорот тука и во Србија? Разликите во отпорот можеби и не се толку големи, но разликата во тоа колку во Србија интелектуалната, научната, напредната фела излезе да каже свое нешто. Тие во таа сфера се многу понапред. Видете, Србија има и повеќе народ, така да од повеќе народ може да изберете, но имат и по борбен дух, имаат по првична некаква осознавање на нештата. Ние од конформизам, овде на пример Скопје се гуши со години, Струмица исто така, и не може да извадите 1000-2000 луѓе да протестираат за тоа. Тоа не убива. А има луѓе, најголемите таму е дури по-проблематично, бидејќи сите што се против Јадар Рио Тинто ги прогласија за русофили. Да, тоа го има насекаде. Ние се среќаваме со луѓе од таму кои се борат. Го има и тоа и тука, но некако ви велам се алармира таа фела. И вас ве поврзуваат со некои структури? Со сите не поврзува порано. Со кого? Со Сорос, со Русија. Ако е едната партија на власт, тогаш работиме за другата. Ако е и обратно, разбирате. Кој како дојде, не им одговара нешто тоа што го зборуваме и така. Значи има многу, да не задлабочиме, да не обвинувани сме и по приватна ваква база и со закани и така натаму. Така гледат да те обојат за да можат својата личен интерес да си го истерат. Тоа што сакав да кажем е тоа што во Иловица, во Струмица се случи многу добро благодарение на луѓето кои што живеат таму и на објаснувањето наше, години објаснување што значи рудник, со параметри, со паралели, со примери и така натаму. Најдобрата работа е тоа што практично на југоистокот придонесува борбите да се освести народот и да свати што е. И затоа имаме ние успех. Иначе досега реално ќе имаше кој да беше на власт, реално ќе имавме рудник. Односно ќе имавме рудници. Да не беше отпорот на Струмиче. Па да не беше отпорот на луѓето кои што се освестија. Југоисток мора да го кажеме тоа дека и тоа благодарение на вистина и на новинарите и на сите тие луѓе кои проговорија што знаат што е рудник. При крај сме, мора да чуеме и Куси одговори, ве молам на крај за можност на Македонија да изгуби ако оди на меѓународен суд, ако таа арбитража пресуди во корист на инвеститорите. Дали тоа може би станува збор за свесно и намерно некои подписи во некое време дека милионски одштети ќе се плаќаат, па после ќе се делат профит? Каков е вашиот став односно тоа? Уште во стартот мислам дека проектите за рудници се така замислени да бидат вин-вин.
Едноставно, ако не се дојде до отварање на рудникот, да се оде на арбитража кој што ќе се претходно договори за да се договорат, нели? Колку Македонија би платила во овој случај? Се споменува ли сума од до? Прво ние имаме став дека они треба да ни платат на нас ако е реалното Ако Македонија загуби, мислам. Не, ако загуби, но они треба да платат за тоа. Се зависи од тимот, експертскиот тим, затоа се ние понудивме со податоци, со информации, затоа што сепак кој да е тој адвокат, нема толку прочитано колку ние што има прочитано. Видите, они немаше ни да дојде до суд овде ако им беше се чисто, разбирате. Да, немаат исполнети многу услови од беше концесијата. жестока вашата реакција минатиот јули кога тогашното Министерство за економија, нели, на седница на влада ги спои концесиите. Да, се обиде да ги спои, а иако од судот беше стрикно наложено да не се спојат, затоа што спојањето на концесиите ќе доведе нов проект во кој ќе има 4 години да ги дозавршат сите тие работи кои што им треба да ги завршат. И како резиме, што е вашиот следен чекор? Се чека кој настан во процесот? Што е следно? Следен е... Кога станува збор и за Иловица Штука, следни се изборите, локалните избори, што ги очекуваме. До тогаш не очекувате ништо да... Не, до тогаш мислам треба се решат проблемите ако обострано, без разлика кој да е на позиција, сите ќе го барат гласот на народот, сите ќе ги барат гласачите да бидат поклонети, така да ако не го решат тоа, се знаат изборите барем кај нас таму дека ќе нема да бидат добри. Знаете што? Ние остануваме на тоа, на нашето барање и на нашето убедување дека рудници по никоја цена со отворен, со затворен коп не треба да има не само на југоистокот, туку и во Македонија. Затоа што тоа би било убиствено и тоа нам не води. Што ќе се нивните потези, ние реагираме врз база на тоа. Отпорот постои и е жив. Да знаете, има кој да брани, барем во југоистокот, има кој да брани Македонија од такви напади. Велко Христоманов, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма.